You may even get tired of winning and just say, please, it's too much winning. Дали на инвеститорите во криптовалутата на Трамп им се здосади од победите? Дури 12 милиарди долари загубија преку ноќ, иако Трамп монетата делуваше ветувачки. Ајде да видиме како. And I want to show you how I lost a bunch of money on Trump. I trusted you, Trump, and you betrayed me again? Trump coin has just dumped down 50% in the last hour. I'll look at that for a crash. Замислете да го умножите вашиот капитал за 20, 50 или дури 100 пати. Можеби ќе ви треба многу среќа, инсайдерски информации или само една објава на социјалните мрежи. Секако, ако сте председател на Соединетите Американски држави, на 17 јануари, само 3 дена пред да ја преземе функцијата, Доналд Трамп ја лансираше неговата криптовалута. Само неколку часа по објавата на платформата X, цената почна да расте од 0 до 80 долари преку ноќ. Надеж, еуфорија, алчност, заблуда. А потоа стигна реалноста. Валутата изгуби 90% од вредноста, а луѓето немо гледаа како нивната инвестиција се топи. Но Трамп и неговиот тим, тие веќе се побогати за неколку милиарди. You launched your crypto coin the other day. Do you intend to continue selling products that benefit yourself personally while you're president? Well, I don't know if it benefited. I don't know where it is. You made a lot of money, sir. How much? Several $billion. Several billion? That's peanuts for these guys. Трамп заработи околу 350 милиони долари само од провизии, додека над 80% од Трамп монетите, вредни милиарди долари, ги задржа за себе. И првата дама Меланија исто така посака дел од трошките. Така нејзиниот Меланија токен го лансираше 2 дена подоцна, исто како и со Трамп. Криптовалутата го достигна врвот за неколку часа, а потоа падна за 90%, оставајќи многу инвеститори со големи загуби. И за да увидите колку е мокно семејството Трамп, дозволете ми да ви покажам уште еден графикон. Тимот на Трамп објави дека 200 топ инвеститори во неговиот криптопроект ќе бидат поканети на вечера со председателот. Веднаш по објавата, Трамп монетата скокна за 50%. Но криптовалутите можеби не се единствениот простор каде што Трамп ја користи мокта за да профитира за себе си, семејството или пријателите. Погледнете што се случи со царините. Милиони луѓе изгубија пари откако Трамп објави зголемени царини за светот. Берзата и криптовалутите падна, а со глобалната трговска војна на поведок завладеа паника. Но во неочекуван пресврт на настаните, на 9 април, Трамп објави 90-дневна пауза за царините. Неочекувано за речиси сите, бидејќи се покажа дека некои луѓе, блиски до Трамп, знаеле многу добро што ќе се случи однапред и така профитираа дебело. He made $2.5 billion today, and he made $900 million. Како заработија толку многу пари? Ги откупија обезвреднетите акции и криптовалути непосредно пред Трамп да објави дека ја паузира одлуката за царините, очекувајќи нивната вредност повторно да се зголеми. Но дали тоа го знаеле однапред? Now everyone's asking whether President Trump or his inner circle exploited non-public information for personal gain, aka insider trading. Is this market manipulation? Who's benefiting? What billionaire just got richer? Овие обвинувања воопшто не се наивни. Американскиот закон е многу јасен кога станува збор за инсайдерско тргување и манипулација на пазарот. Затворска казна до 20 години.